пратеници, почитувани гости од невладиниот сектор, мило ни е, драго ни е што сте тука во законодавниот дом, тука во Собранието, кое што е представнички дом на граѓаните на Македонија. Благодарам за вашите иницијативи, за вашето доаѓање и за вашето присуство во овој, за жал, политички тензичен ден, во ситуација во која што имаме влада и гарнитура на заменување, која што сака да бајпасира, за жал, како што гледате, 200, не помалку, туку 200 закони, а денес добивме нови 20, така што веројатно до крајот на годинава ќе дојдеме и до 300 закони. Значи имаме во 2 недели сето она што го работела влада во 3 години, сака да го бајпасира во само 3 недели. Имаме ситуација каде што сега на ДУР во 8:30, 9 навечер треба да дискутираме за работи за кои што треба сите да бидеме афирмативни, да ги поддржиме, да имаме едноставно еден позитивен однос, но не се. Имаме ситуација, почитувани присутни, каде што имаме повеќе од пола министерства во оваа влада и гарнитура, кои што имаат поднесено помалку закони од што пратеници. Прашањето е што работат тие луѓе таму. Значи, внимавајте, имате министерство кое што поднело во текот на целиот овој мандат десетина измени на закони, а и во истото министерство околу 20 или 30 измени на закони доаѓаат од пратеници. Значи, тоа не е мал офсайд, туку тоа говори за неодговорност, неработа и едноставно непостапување на институции во кои што работат и се вработени стотици и стотици луѓе, како што гледаме деновиве и се примаат нови. Во врска со декларацијата која што е понудена, се надевам дека ќе дадеме поддршка, затоа што добро е во врска со ова прашање да имаме едногласен заеднички пристап кој што ќе биде добар. Драго ми е што како предлагачи, како подписници на оваа точка и на оваа декларација се наоѓаат луѓе од пратеничките групи на ВМРО Демократска партија за македонско национално единство, односно ВМРО ДПМН. Оваа иницијатива ја поддржуваат исто така и политичките представници од Социјалистичката партија, односно СПМ. Имаме исто така и луѓе кои што се поддржувачи на оваа точка, доаѓаат од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, односно СДСМ, независниот пратеник, господинот Панчо Минов, од Кавадарци, исто така од Движењето за обнова на Македонија, ДОМ, и тие поддржуваат оваа декларација, понатаму Демократската унија за интеграција, односно ДУИ, и тие се предлагачи, имаат подписници овде, а сигурен сум дека има и поголем број на други луѓе кои што не се подпишани на Има и други кои што не се подпишани на оваа декларација, а кои што ја поддржуваат. Во светло на ова за што сите заеднички имаме согласност, јас би сакал да поставам неколку прашања, затоа што би сакал да го искористам присуството на околу 50 на пратеници од владеачкото мнозинство во оваа сала, и кога веќе дискутираме за правата, за инклузијата и за конкретните проекти визави лицата со попреченост, би сакал да поставам легитимни прашања, па можеби некој од нив ќе се нафати да одговори, затоа што за жал имаме ситуација во која што Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, со години и со месеци не доаѓа во ова собрание, а најмалку доаѓа за време на работата на Комисијата за труд и социјална политика. Конкретно може да посведочам дека во последниве 3 години Мила Царовска, како министер за труд и социјална политика, на Комисијата за труд и социјална политика нема дојдено ниту еднаш, може би има еднаш дојдено на една јавна расправа. И тоа самото по себе
зборува за законодавниот дом, за нејзиниот однос визави законодавниот дом, тоа зборува за демократскиот капацитет, тоа зборува за подготвеноста да ги сочиме аргументите или за подготвеноста да дискутираме и да работиме заеднички. Би сакал да ги прашам сите пратеници од владачкото мнозинство, 50 на број, од СДСМ, што стана со ветувањата од програмата за живот во Македонија, така наречениот план за живот во Македонија, особено во делот каде што го имате на страна 241, тоа е оваа страница и посебна најава во која што се вели план 24М. Тоа се велат итни реформски приоритети на новата влада во првите 2 години. Првите 2 години, почитувани колеги од СДСМ, одамна поминаа, а за жал гледаме дека ништо од тоа не е реализирано. Што беше најавено, а се однесува на лицата за попреченост, што беше најавено од страна на оваа влада и оваа гарнитура. Јас ќе ги набројам работите со конкретни цитати. Прво, рекоа ќе укинеме квотата за поврат на ДДВ за увоз на специјални возила за лицата со попреченост. Второ, со законски измени велат ќе обезбедиме скратено работно време за родителите на деца со попреченост да продолжи после 26 години, односно да нема временско ограничување. Понатаму СДСМ ветува и најавува ќе воспоставиме телефонска линија за пријавување на непристапни точки за лицата со телесна и сензорна попреченост. Нивно ветување. Четврта работа што ја најави и вети СДСМ, ќе обезбедиме пристап до посебни програми за заштита и унапредување на репродуктивното здравје на жените со попреченост. Пета точка. Ќе го зголемиме бројот на паркинг места на територијата на Република Македонија за лицата со посебни потреби. Разгледување него е резолуцијата која што треба да е изгласена. Ти можеш да продолжиш по принципот како што си избрал денеска да си тераш. Повели, продолжи. Би сакал за она што е конкретно ветено да не биде само мртво слово на хартија, крајот на мандатот на оваа катастрофална влада, невидена во историјата на Република Македонија, е добро време за резиме и да видиме што е направено на секое поле. Направено е многу малку, некаде е направено ништо, а некаде имаме и назадување на состојбите. Состојбите во Македонија се влошуваат и затоа оние кои што имаат намера да поддржат оваа декларација, која што заедно ќе ја поддржиме, добро е да ги подсетиме на се она што ги имаат ветено. И јас знам дека на луѓето и на пратениците од парламентарното мнозинство им е непријатно кога ги подсетуваме на нивните ветувања. Но тоа беа паролите, тоа беа фразите и тоа беа ветувањата на Зоран Заев од плоштадите, од улиците, од телевизиските спотови. Понатаму, ветија лекарска комисија ќе ги посетува дома лицата кај кои треба да се обезбеди додаток за мобилност, слепило и глувост, а веќе има воспоставена диагноза. Друго, ново ветување ќе обезбедиме право на додаток и за лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост. Ново ветување на СДСМ, кое што требаше да биде веќе готово. Ќе отвориме центри за ран детски развој, кои ќе ги опфатат децата на рана возраст, веднаш после раѓање, чија што основна функција ќе им биде развојот на способностите на децата со одделен вид на попреченост, церебрална парализа, аутизам и други. Во центрите ќе бидат вработени стручни лица од сите профили, со што родителите ќе бидат поштедени од одење од еден во друг центар и губење на драгоцено време. Понатаму продолжува СДСМ. Центрите за ран детски развој ќе работат по програма на МТСП, а ќе бидат финансирани делумно од МТСП и делумно од локалната самоуправа или граѓанскиот сектор. Понатаму велат мрежата на стандардизирани институции која ќе гарантира минималниот пакет на услуги за заштита од домашно насилство ќе биде поставена и во преостанатите 6 региони. Ова требаше да биде готово. Колку е реализирано, секој нека каже и секој нека констатира. Почитувани колеги, ајде заедно да изгласаме оваа декларација
заедно да ја поддржиме и да имаме напредок. Благодарам.